Најдоцна до крајот на март СДСМ и ВМРО ДПМН ќе имаат нови локални раководства во Штип и другите општини. Постапките се во тек, а во моментов најголемо внимание привлекува изборот на нови локални избори во Штип. Партијата која во Штип доживеа тежок изборен пораз се обидува да се консолидира преку избор на нов локален лидер и раководство. Драстично стагнираната доверба кај бирачите беше удар со последици во секоја смисла, а кој партиската централа сака да ги надмине подитно. Токму поради ова, веднаш по изборот на новото раководство на губитничките терени беа организирани постапки за избор. Според нашите информации, местните организации на СДСМ во Штип досега се произнеле низ 29 предлози, но добар дел од нив од различни причини не се прифатени. Финално до овој момент сите филтри ги имаат поминато досегашниот претседател Александар Кангалов, Павел Иванов, Билјана Казанџиски и Ѓорги Хубрев. До 5 март со нив и други кандидати ќе се спроведат интервјуа, пошто за неколку дена ќе се знае и новото име на чело на Штипскиот огранок на СДСМ. Паралелно со СДСМ тече процедурата за нов партиски лидер и на ВМРО ДПМН во Штип. Ова полека во втор план ја стави изборната победа од октомври, бидејќи таа сега се заменува со нови партиски, но и лични амбиции. Имено повикот за избор на локален координатор ги мобилизираше повеќе од било кога досега, бидејќи во партијата се убедени дека тие се идните победници на парламентарните избори. Така до овој момент за водачи на ВМРО во Штип се пријавени следните кандидати: Бранко Ѓоргиев, Игор Ефтимов, Дејан Здравков, Кире Зајков, Душко Иванов, Васе Арсов, Тоше Ристов и Трајче Здравков. Ова веројатно е најсилниот состав на кандидати воопшто досега во Штип, што само го потврдува големиот интерес. Раритетен податок е и тоа што овој пат конкурираат двајцата актуелни директори на јавното предпријатие Стипион и Исар, Игор Ефтимов и Трајче Здравков, но и двајца некогашни, Тоше Ристов и Васко Арсов. Инаку, постапката низ интервјуа и анкети за изборот во ВМРО ДПМН треба да заврши најдоцна до средината на март.